Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски ќе бара амин од пратениците за продолжување на изградбата на автопатот Штип-Миладиновци. Оваа одлука министерот ја донел откако кинеската компанија претходно побара дополнителен рок од 1 година за завршување на градежните активности. Претходно изградбата на двата автопата кон Охрид и кон Миладиновци беше стопирана поради констатирани неправилности. Во случајот со Штипскиот автопат спорни беа неподмирените имотно-правни односи. Министерот Сугаревски и денес на пресконференција обвини за штетни договори за изградба на автопатот Штип-Миладиновци. Целата ова инвестиција од 206 милиони евра ја реализираат со бројни пропусти. Тие пропусти се прецизно наведени во документот што бил доставен до првиот човек на тогашната влада, листа на пропусти која што е долга и скапа. Согласно оние пропусти кои што ги гледаме во овие документи, ќе се направи дополнителна штета за која што сметаме дека ќе биде можеби на 20 милиони евра. Според првичниот договор, автопатот требаше да биде готов до мај 2017 година, но сега се бара одлагање на работите до мај 2018. Дополнително, кинезите барале подпишување на анекс на договорот со кој оваа работа ќе се утврди дополнително, што значи и дополнително покачување на цената за работата. Колку точно ќе чини тоа дополнително во пари, засега не може да се каже со точност, но се калкулира со сума од околу 20 милиони евра повеќе од првично планираните 216 милиони, колку што требаше да чини изградбата на оваа делница. За сево ова, Сугаревски ќе бара амин од парламентот.